Владата, добро е познато, има формирано координативно тело за справување со овакви ситуации. Во него членуваат и неколку министри, Центарот за управување за кризи, Дирекцијата за заштита и спасување. Се разбира, оние општини што се погодени повеќе од непогодите, исто така се вклучуваат во работата на ова тело. Прво редовно се следи да видиме што ќе бидат случувањата со хидрометеоролошките прилики, дали ќе има нови дополнителни врнежи на дожд, се следи состојбата со браните. Денеска направивме дополнителна акција, донесовме една одлука на влада со која го заложи Министерството за животна средина веднаш да направи проценка на сите брани и нивната состојба во овој момент и во најкраток можен рок од 2 до 3 дена ќе се свика посебна седница на влада каде доколку се процени дека се потребни итни мерки кај некој од нив ќе биде дополнително интервенирано. Упатувам апел до комисиите за проценка на штетите што се наоѓаат во рамките на општините веднаш да излезат на терен во оној момент кога ќе постојат услови за тоа, иако дел од нив се на терен, за да се направи проценка на штетите, бидејќи владата има соодветна програма за надополнување на штетата, барем дел од штетата што настанува во овој момент. Се обезбедуваат и дополнителни количини на песок и на градежни материјали за оној каде што е потребно да се направат насипи, иако на некој место тоа навистина представува проблем, бидејќи нема доволно материјал од она што го видов на терен. Донесовме одлука за давање на дополнителни количини на нафта на Дирекцијата за заштита и спасување. Јас врз основа денеска што го видов, ќе предложам и одлука да на општините исто така се доделат дополнителни количини на нафта со цел да се помогне на механизацијата да биде ставена во функција, бидејќи она што гледаме дека таа во овој момент е критична. Главна цел ни е сепак да населените места, куќите ги обезбедиме, да што поголеми количини на вода се тргнат од куќите преку копање на соодветни канали. Се разбира, тоа ќе биде малку на штета на посевите, но мислиме дека тоа е сепак приоритет да се заштитат куќите, а понатаму, значи, како што ќе истекува водата, ќе се направат и дополнителни мерки. Можеби она што било долгорочно како заклучок, јас веднаш и во рамките на програмите за работа на општините ќе сугерирам кај секој градоначелник да се направат измени со цел да се предвидат соодветни канали за истекување на водата во овакви и слични ситуации. Владата во изминатите 3 до 4 години секоја година голем број на канали расчистуваше, значи од 70 до 100 км секоја година се чистат дополнителни, истите се одржуваат редовно кондиција, тоа до некаде успеа во некои од општините да ги намали негативните ефекти на поплавата, но се чини дека сепак кога времето одлучи да врне така интензивно како што е сега, сепак и нашите можности се ограничени.